Со Друштвото на писатели на Македонија, веќе една година, речиси една година, од април минатата година, раководи Сонја Стојменска Елцезар. Таа дојде на ова место после подолго раководење на Велес Милевски и, како што кажа во незината најава, при незиното назначување на собранието на Друштвото на писателите, ќе се обиде да направи никаква реформа на ова Друштво на писатели, кое за жал во јавноста има еден имидж дека е застарено, дека се движи по некоја инерција. Но Сонја Елцезар Стојменска денеска ќе се обидеме да начнеме дел од темите што вие за оваа една година успеавте да детектирате како можност за реформа на ова Друштво на писатели, да се сменат некои состојби, тоа да добие некаков нов дизајн, да се освежи. Ви благодарам ако констатирате едно такво чувство дека постои надеж во сериозна реформа на Друштвото на писатели на Македонија. Морам да нагласам дека Друштвото на писатели по една регуларна линија си доби ново председателство, ништо радикално не е сменето. Меѓутоа, веќе долги години и предходните председателства, веројатно и сегашно во председателство, се бори со една мака да го трансформира друштвото во согласност со новонастанатите и обштествени, со новонастанатата обштествена ситуација, со целосниот контекст. Имено во тој контекст се битни неколку работи. Битно е што многу е смален угледот на книжевноста, книгата, писателот, авторот, како прво. Второ е битно што комерцијализацијата ги опфати сите сфери на нашето културно живење. И третото е силниот продор на политиката во културното живење. Против сите тие три загрозувачки на моменти... политиката во културното живење, точно на што мислите кога тоа се однесува на писателите? Најнапред да одговорам на ова Друштво на мртви поети, писатели. Точно е, да, друштвото има во својот список многу писатели кои се веќе починати, но редовно секоја година се подновува. Еве сега е во тек еден отворен апел за вклучување нови членови и пред се тука се повикани во самиот апел членови, се повикани писатели кои се веќе афирмирани писатели, но кои се уште во една зрелост, во една возраст која е околу 35 до 40 години. Значи тие ќе имаат предност при приемот. Сега, што мислам за културното, уште еднаш повторете за културното... Рековте продорот на политиката во културата. Кога се апсолутно, ние сме општество целосно политизирано и фрагментизирано по таа основа. А Друштво на писатели на Македонија како институција треба да биде надвор или да вклучува секакви идеолошки погледи. Например, одамна измина тоа време кога Друштвото на писатели беше едномислечко со еднопартиски систем, каде што беше еден бастион во кој дури некој по идеолошка линија беа отфрлани, па имаше потреба за независно друштво на писатели и така. Сега не сме да се дозволи со друштвото да завладеат некои идеолошки параметри. Првата и основна задача на друштвото е да биде професионален еснав. Професионален еснав на луѓето што пишуваат литература. Значи, друштвото го брани творештвото. А самото членство може има апсолутно слобода да биде идеолошки ориентирано како што сака. И не само идеолошки. Во сите може да биде активизам, во секаков вид активизам вклучено, но надвор од она што е естетски продукт на творештвото. Или доколку има идеолошки некои назнаки, специфична, имаме религиозни луѓе, имаме свештеници, имаме... Доколку тие пропагираат некоја идеолошка идеја, пропагираат нели во пежоративна смисла, само доколку е естетски оформена во нивно творештво, а не како проглас, не како манифест, не како политички ангажман. Друштвото на писатели не смее да биде политичка партија. Тоа се согласувам дека е така, меѓутоа имаше еден подолг период кога општеството беше, условно кажано, заробено во неговите сегменти на институции. Така живеевме во еден општествен режим.
така да го наречеме, како што сега нели во соседството има една борба да се ослободат и гледаме секојдневно дека во Белград секакви интелектуалци од сите фили излегуваат, изборуваат, се спротивставуваат, нели, бараат демократија, бараат слобода, но не видовме немам впечаток дека меѓу писателите тоа се случуваше кај нас, додека траеше тој период. Веднакво јас би се вратила. Зошто вие сметате дека е тоа така? Се согласувам дека тие треба да се борат за својот естетски ангажман и да се нивниот ангажман да се артикулира согласно со нивното изразно средство. Меѓутоа, некогаш зборот на интелектуалецот многу значи. Ние имаме сменети општествени критериуми, па можеби интелектуалците веќе стануваат безгласни букви, за жал имаме нели се повеќе политички звезди, естрадни звезди отколку интелектуалци, како луѓе кои имаат влијание врз јавноста и кога нивниот збор нешто значи, но сепак не можат да останат толку на страна. Зошто таква апатија за владеа? Вие сте член на Друштвото на писатели одамна. Дали се согласувате дека имаш известна апатичност, стоење настрана? Па, ова е истото прашање што пред малку го одговорив. Значи, по дефиниција, книжевен автор, писател, не бега, едноставно не сака да биде вклучен во партиски, дневно партиски дискусии. Во целата историја се покажало дека прекрасни автори кога ќе се вклучат во некои политички ангажмани пропаѓаат, трагично завршуваат, со самоубиства дури. Во постреволуција, не на почетокот на векот во Русија, најпрекрасните автори завршија трагично. Значи, по дефиниција, книжевен творец не може да биде апологет или борец за некоја идеја. Заврши тој еден романтичарски занес, тоа е веќе два века поназад. Во романтизмот имаше поет кој ги води масите. Поетот не може да ги води масите. Поетот може да создаде прекрасна песна, која песна можеби ќе им помогне на масите да разберат. Еве, земете, например, стиховите на Конески, па кај на стиховите на Конески само и се манипулираат во различни идеолошки контексти и се спуштаат во калта. А тие како естетски валидна литература, сепак докажува дека живее и дека дури на вулгарен начин може да биде изманипулирана. Да, но тоа е нешто што веќе не може да се спречи, нели? Затоа што сепак твориштвото е изложено, јавно е и исто не беше сложила дека било анемична ситуација. Многу писатели се покажа во различни сфери. Дури мислам дека малку и тоа и влијае на сега повторното собирање на членството на ДПМ и на таа подобрување на комуникација меѓу членството, затоа што и во членството се направија раздори политички, се одвоија некои струења кои политички се ангажира, се одвоија струења кои беа активисти, некои пишуваат прогласи, пишуваат нели колумни во кои политички се искажуваат, некои си беа активисти, одеа по улици, шетаа по улици во разни констелации, така што не би рекла дека е анемично, но пак ќе речам за авторот творец тоа е голем ризик да биде и политички ангажиран. Има такви, мислам дека на штета на своето творештво. Добро, во насока на тоа дека треба да се модернизира. Еве пак ќе дојдеме, многу е слично на ова прашање, меѓутоа се надоврзува едно друго. Друштвото на писатели на Македонија е еснавско здружение кое има своји проекти во текот на годината, поддржани од Министерството за култура. Дали Министерството за култура е единственото кое одвојува средства за таа намена? И колку вие сте задоволни? Актуелна е или програмата за култура, постојано сега имаше и ревизорска надзорна комисија во собранието и сите го даваат свој глас. Нешто сериозно не е во ред. Дали е тоа одлуките не се во ред или самата програма треба да претрпи промени? Конкретно за писателите, за друштвото и за издаваштвото воопшто. На вистина, друштвото на ДПМ овој пат понуди 8 проекти, од тие 8 3-4 се прифатија и тоа се прифатија оние што одат традиционално. Значи награди, празник на липи, трибини и стожер, нашето списание. Трибини и јубилеи, настани јубилеи. И тоа со толку мизерни средства, што просто ми е срам да кажам со колкави средства ние ќе функционираме оваа година. Најмногу ме боли тој сегмент за наградите, за кој веќе реагирав на самата наша
промоција на наградените, затоа што ние ги доделивме официјално наградите, нели, во тексте кои книжевни остварувања беа означени како најдобри за изминатата година, но прашање е кога и дали тие ќе ги добијат и оние парични износи што сепак и го држат дигнитетот на таа награда. Да не должам многу, значи за наградите имам само веројатно има ветувања дека тоа ќе се подобри, дека ќе се мисли на се тоа, меѓутоа мојата насока беше, мојата сугестија беше наградите на ДПМ и наградите книжевни воопшто во државава да се проектираат барем на подолги рокови, за 5, за 10 години, затоа што многу е дегутантно во една година истата награда да вреди една вредност, во друга да не вреди, во трета воопшто да нема средства за тие награди. Треба да се синхронизира. А во исто време да има награди, ново настанати награди, например за необјавен ракопис кои се 3 пати поголеми од за најдобар роман, например. Но тоа прашање, тоа е прашање во склоп на ова што го велите делење на колачот. Ние многу сме навикнати да си ја користиме таа, нели, синтагма, делење на колачот. Повеќе ми личи тоа мене на глодање на фрлените коски, не на делење на колачот. Ако веќе за творештво и за култура зборуваме, навистина е жално за култура што се издвојува толку минорни средства во однос на се друго во ова општество. Апропо самото издаваштво, сегментот во Министерството се вика издаваштво. Издаваштво и литература не е исто. Издаваштво е економскиот елемент од литература. Некој во тоа министерство треба да се грижи за литературата што се создава во оваа држава и не само за литературата како се создава, туку како се пласира пред домашниот читател, како се пласира во светот. Дека таа комисија повеќе се занимава кога ќе ги добие проектите со евалуација врз издавачот, отколку врз самото дело? Да речеме пласишто така да се изразува. Сметам дека некако за таа годишна програма секогаш веќе години наназад се кријат всушност етикети на издавачи, дали се од оваа или од онаа страна, па се провизорно се ставаат, па на овие ќе им дадеме волку, на овие волку, па они нека се снајдат своите 3 проекта или своите 10 проекта во тие средства да си ги најдат. Тоа е создавање на клиенти, нели клиентелизам во културата со кој мака мачат сите дејности во културата, не е тоа само прашање за писателите, тоа е со филмот, тоа се справува и ликовната уметност, значи нема никој што е поштеден од тоа, веројатно тоа е така заради самиот начин на субвенционирање на културата кај нас. Мислам дека драстично треба да се смени. Но се сеќавате кога тогашниот министар за култура Рубета Лагјозовски, сега национален координатор за култура, предложи и самиот човек од оваа сфера, повеќе од издаваштвото. А не од литературата. Да, не од литературата. Не е од литературата, прекрасен автор, ама пред се од издаваштвото. Така, и сега тој предложи дека овие проблеми можат значително да се намалат и да се стави некаков ред во кој тоа ќе се валоризира поинаку со Агенција за книга. Што мислите вие за тој предлог? Многу ми се допаѓа идејата да се најде ново решение. Дали ќе се вика тоа Агенција за книга, дали е некоја агенција, ќе речам, што ќе се грижи за литературата и книжевноста, ама во потесна смисла, убавата литература, не книга во најширока смисла. Убавата литература и традицијата на убавата литература во Македонија и незиниот, пак ќе речам, пласмани во светот. И тука треба да одиграат, да бидат поврзани и да се создаде синергија не само меѓу административци, но административци кои се професионално добро подковани, кои веќе имаат искуства во тие работи, Друштвото на писатели, Македонскиот пен, македонските преведувачи, Академската фела која се занимава со литература, Академијата, сите сегменти заедно да придонесат да се создаде нешто што ќе воспостави ред. Ако веќе се комерцијализираме и ако веќе се мора да се плати и треба да се плати, трудот на писателот, на преведувачот, книгата, професионално да се проценат и професионално, и секојаш се врешти, нема критика. Во таква една агенција да се создаде и критика, некоја агенција за критика, каде што критиките и ќе се наградуваат, вие не може да очекувате во денешно време кај што никој нема 10 минути на едно прашање да му се посвети за продукција од илјадници наслови годишно, вие да имате критика за секој наслов и професионална и
прво човекот треба да ја има книгата во раце, значи да ја купи, треба да одвои ден барем да ја прочита и треба да одвои ден барем да напише, па да го каже тоа. Значи сите начини на кои се треба да се тоа дефинираат. Тоа треба да се дефинираат, но повторно ќе се вратиме ново време во прашање, дигитално време. Вие видите сега дури правите мала корекција и на вашата веб страница. Има многу писатели млади кои објавуваат свои песни и тоа сериозно квалитетни песни, поезија, па дури и проза на социјалните мрежи. Така беше случајот со Дарко Лишовски, например. Писателот кој имаше обид да влезе во Струшки, односно беше повикан да биде начело на Струшките вечери на поезија, па потоа тоа го сметам некој за несериозно. Како и да е, прашањето ми е, дали овие млади писатели кои ги барате да бидат дел од членството, односно им давате покана, треба да задоволуваат каков критериум? Дали е еден автор кој е толку популарен и кој јавно... Да, дали е популарноста единствениот критериум? Или треба тоа сепак... Популарноста на публика. Значи, ние многу отидовме далеку во тоа да ја удоволиме, да излеземе во пресред на публиката. Значи, ништо немам против, напротив, ги поддржувам социјалните мрежи во негување на однос кон литературата. Значи, и вистина и кратка социјална порака, веќе постојат нови жанри, жанрови на литература кои се раѓаат во тој медиум. Значи, ние не можеме да бидеме имуни на тоа, или слепи, или да го пречиме. Тоа е духот на новото време и треба да му речеме добре дојде, но да се создадат параметри, валоризаторски механизми кои ќе кажат на вистина да, тоа е убаво, тоа е добро. Дарко Лишовски имаше успех кај женската популација пред се и не знам дали е тоа резултат само на неговите интересни стихови. Тоа е легитимен жанр, многу личи на битниците американски, има еден бунтовнички револт, младешки, има еден дух, немам ништо против тоа. Да, тоа е еден специфичен жанр, кој постигна еден феномен неверојатен на популарност и многу ми е драго што не само тоа, во последно време и многу поети млади достигнуваат сериозна популарност баш благодарение на тие социјални мрежи. Има и критика што врти на социјални мрежи и тие треба да се поддржуваат и едноставно ќе се научиме и тоа како ќе го дефинираме во системот на вредности. Ако ништо друго, па и авторските права за тој медиум електронски треба веќе еднаш да се дефинираат, да се знае кој како објавува, зошто сам. Сепак Фејсбукот мислам не може да биде да, не може да останете изолирани од сите тие но не може да биде сериозно сметан во создавањето на една книжевен живот. Со тоа новинарството мака мачи. Дали тоа е повалидно или почитано ако оди на Фејсбук, ако е објавен на самиот медиум? Знаете, во сериозната, ете само ми доаѓа подсвесно, во литературата многу автори не знаат да бидат естрадни. И по дефиниција поетот и писателот не е естраден тип. Еве го Загаевски што беше лани на Струга, тој самиот коментираше, тој не знае привлечно да ги прочита своите стихови или да направи перформанс. Таму видовме разни перформанси и во собирањето на младите многу често сега се нели тие слем тенденции, тие хип-хоп тенденции, тие западни влијанија, нека се тоа е убаво, се тоа доаѓа, но не мора да значи дека се тоа ќе остане како вредна литература или дека ќе се вклучи во книжевната историја. Може би како феномен. Јас сум многу среќна што се појави еден феномен што беше астрални проекции, едно собирање на млади поети кои цела година речиси едно време, значи собираа луѓе што сакаат литература, што пишуваат литература и што ја ценат литературата на другиот. Во самото творештво, литературата си бележи се. Сите драски лузни на нашите лица во овие години транзицијски, во овие што ги живееме сега, некаде во литературата произлегуваат. Јас скоро пишував еден текст во поезијата кај што следев. Земете 2016 продукцијата. Во 2016 десетина збирки кои беа и од најстарите, Матеа Матевски меѓу нив, до најмладите, до да речам Исто Кулчар, меѓу нив Ристо Лазаров, Владимир Мартинов. Многу поети кои апсолутно се Јовица Ивановски, многу се искажа ангажирано во однос на општествениот миг.
Значи, ангажманот кога е естетски си продира во самата литература. Тие немаат потреба некаде тоа како парола да го кажуваат. Ако го состават во стих, стихот ако има една таква димензија, дефинитивно во целиот свет, тоа не е само наша појава, во целиот свет литературата добива еден по-сериозен, по-нов дух на ангажираност во хуманистичка смисла. Так. Да се вратат едни хуманистички вредности, почнувајќи од еколошки, од слободолюбиви, од права на малцински заедници, сите тие права да влезат во една естетска сфера. Со нима впечаток дека вие ова го правите со голема љубов и самото вашиот ангажман во Друштвото на писатели е пробоно, за жал. Вие сте некако, имам исто така впечаток дека не сте конзервативна, но сте доста правична со критериуми кои веројатно ќе успеат во следните, колку што ви е мандатот од 4 години, да видиме веќе наскоро некаков малку поинаков пристап на јавноста кон ова друштво, да добие поинаква видливост во јавноста. Тоа секако ќе мора некој да го направи. Велите, имате проблем таму и кој да работи, бидејќи само еден вработен. Само еден вработен и тоа не е подкрепен како во минатото имало 4 вработени кои Министерството ги финансирало. Сега Министерството не финансира. Ова е здружение кое не е буџетско. Ништо не финансира надвор од оние проекти што сме ги добиле на програма. Така што ние обстојуваме само со помош на таа една кафејана што работи долу и тоа што се добива од таа кафејана е само за платата на техничкото лице кое таму работи и за да обстане таа зграда која е едно убаво место на меморија. Сега писателот Урошевич, која доби наградата за Мажун, во своето обраќање истакна дека ДПМ е едно навистина место на меморија кое треба да се негува. Дека осма деценија во прашање доволно кажува. Да, тоа постои 1947 година. Сонја, се надевам дека следната наша средба ќе биде за некој убав проект кој ќе го представиме пред јавноста. Да, ви благодарам што лично имате доверба во мене, но еден лист не ја прави, како се вели, една птица не ја прави пролета. Сето тоа треба да биде навистина енергија од сите членови. Членството ќе собере сили за едно обединување, за како што вие убаво нагласивте дека тие такви поделби идеолошки, политички, секакви, тие можат да си постојат и натаму, меѓутоа кога еснавот во прашање сите треба да бидат обединети околу една единствена цел и да си го негуваат творештвото. За тоа се таму и за тоа живеат. Така е. Тоа е нивната работа. Многу ви благодарам што бевте гостинка во Ви благодарам што ме повикавте.